Охридско езеро, или како што уште го нарекуваат Македонско слатководно море, е едно од најстарите езера во светот, со богата и специфична флора и фауна, и со многу ендемични видови. Неговата старост се проценува на околу 4 до 10 милиони години. Езерото лежи на надморска височина од 695 метри и зафаќа површина од 385,2 квадратни километри. Максималната должина изнесува 30,8 километри, максималната широчина 14,8 километри, а максималната длабочина изнесува 289 метри. На само неколку чекори од манастирот Свети Наум, кој потекнува од 9 век. Бисерно парче недопрена природа. Подводните авантури ги започнуваме тука, во изворите Свети Наум. Секој намерник е понесен од чудесниот спој на божествената убавина. Поглед што ве остава без див. Уметност на неимарот. Овде каде што езерските бранови танцуваат со карпата, зануркајте со нас во сините длабочини и бидете дел од екипата на нуркачкиот центар Амфора, која ќе ви ги открие тајните на подводниот свет на Охридското езеро. Нуркаме и восхитени сме од кристално бистрата вода и од прекрасниот колорит на богатата флора и фауна. Видливост што достигнува и 100 метри. Нуркаме покрај јато кленови кои несомнено ги има во изобилство. Секогаш нова возбуда. Пред нас се појавува желка која плени со незината убавина. Може би не сте знаеле, но и таа е дел од оваа животна заедница. Спокојна, горда, сигурно и исплашена, бара за солниште. За момент ни застанува здивот. Ни се причинува дека нуркаме во вулканско гротло, но тоа се извори на чиста вода. Ги има насекаде околу нас. Зрнца ситна песок танцуваат на музиката на изворите. За хидрографската врска помеѓу Преспанското и Охридското езеро
се знае од почетокот на минатиот век. Сведоштво за тоа се големиот број извори, но во 1980 година, со помош на природни изотопи, е докажано дека 50% од вкупното количество вода од изворите Светинаум понираат низ карстните предели од Преспанското езеро, чие ниво е повисоко за 158 метри. Изворите се состојат од 30 подводни и 15 крајбрежни извори, со вкупен капацитет од 7,5 кубни метри вода во секунда. Тие формираат езерце со површина од 30 хектари и максимална длабочина од 3,5 метри. Температурата на водата не се менува и преку цела година изнесува од 10 до 12 целзиусови степени. Се движиме низ густа вегетација, а вас ве препуштаме да уживате во изобилството на прекрасниот колорит на фауната. Попатно правиме и по некоја фотографија. Во средината на јануари одиме на ноќно нуркање во водите на Охридското езеро на локацијата Вели Дап. Ретка можност, ексклузивно ви пренесуваме мрест на охридска пастрмка во природен амбиент. И покрај нашата почит кон ритуалот, не можеме да останеме рамнодушни и да не се обидеме да ги помилуваме. Охридската пастрмка е ендемски вид. Денот најчесто го поминува на длабочина од 20 до 50 метри. Половата зрелост кај машките единки е од 4 до 5 години, а кај женските од 5 до 6 години. Размножувањето е претежно во зимските месеци. Пред мрестот, пастрмките се приближуваат кон брегот. Женките го чистат просторот и на чиста подлога ја положуваат икрата. На положената икра, машките испуштаат млеч и вршат оплодување. Заборавивме на времето. Сакавме дружењето да трае. Но сепак, ова е нивниот дом. Мојот другар ми покажува дека сме при крај со воздух. Мораме да го завршиме нуркањето. Во 1997 година, во потрага по нови предизвици и со голем ентузијазам, случајно најдов на остатоци од дрвени колци и керамички садови. Се сетив на средбата со господинот Паско Кузман, археолог, кој ми предочи дека во близина на полуостровот Градиште, рибари во рибарските мрежи извадиле керамички садови. Со голема возбуда ни раскажува авторот на овој материјал за неговото откритие.
Истата година се извршија првите систематски подводни археолошки истражувања во Македонија. Со проекти на Заводот и музеј Охрид, нуркачи од Клубот за подводни дејности Охрид до 2005 година извршија голем број истражувања. Истражувањата на длабочина од 3 до 5 метри резултира со откривање богат археолошки материјал. Керамички садови, кремени ножиња, камени секири и животински коски. Ова беше повеќе од доволно за да се состави целата слика за праисториска наколна населба, која припаѓала на доцното бронзено време и на почетоците од железното време, од 1500 до 700 година пред нашата ера. Населбата го добива името Залив на коските, затоа што се наоѓа во залив, а се пронајдени голем број коски. Локалитетот го носи името Плоча Миќовград, според името на откривачот Милутин Секуловски Миќо. Месецот мај на самиот брег покрај пумпната станица Метропол се одвива мрест на клен. Овие снимки ги доловивме поставувајќи ја подводната камера до нив. Ги оставаме актерите сами да ви се представат. Се спуштаме ноќе на длабочина од 25 метри и првата средба ни е со јагулата. Еден клен, одделен од неговото јато, повторно е пред нашиот објектив. Многу сака да позира. Иако е намален бројот на неговата популација, колониите на ракчиња повторно се обновуваат. Поради чумата што се појави пред 20 години, беа речиси потполно истребени. Ги има на неколку места, на длабочина од 5 до 15 метри. Нивното засолниште го прават копајки повеќе тунели во меките слоеви од дното на езерото. Покрај нас поминуваат јато плашици. Од нивните крлушки се изработува надалеку познатиот охридски бисер.
Повторно средба со мистериозната јагула. Нејзиниот свадбен пат до Саргасово море е прекинат со изградбата на браните Глобочица и Шпилја. Пловните објекти не секогаш стигнувале на својата одредена дестинација. Сведоштво за тоа се и овие 6 потонати брочиња, што лежат на длабочина од 7 метри, на оддалеченост од околу 800 метри од струшкиот брег. Брочињата се изработени во Болцано во 1887 година. Најверојатно се потопени за време на Првата светска војна. Во внатрешноста забележуваме јата мренки. Тука, кај Струга, градот на поезијата, ги завршуваме нашите авантури. На ова место, каде што се допираат небото, водата и земјата. Тука, каде што езерото ја пренесува својата приказна по текот на црн дрим.